Со 124 гласа за, 70 против и 36 воздржани, Народното собрание на Бугарија ја избра новата влада предводена од Румен Радев. Владината структура ја поддржа само пратениците на Прогресивна Бугарија, новоформираната партија на Радев, која убедливо победи на парламентарните избори. Новата влада се состои од премиер, 4 вице-премиери и 18 министри. По формирањето на новата влада во Бугарија, политички препукувања меѓу партиите во Македонија. Од владеачката ВМРО ДПМН обвинува дека опозицијската СДСМ е блиска до Бугарија и подготвена да прави политички отстапки за власт без јасни национални линии. СДС и Филипче се додворуваат на Бугарија и испраќаат пораки дека се спремни за ново национално предавство. СДС и Филипче немаат црвени линии, тие за власт веднаш би направиле нови предавства. Филипче постојано изјавува дека уште веднаш е подготвен за уставни измени, без гаранции дека за Македонија тоа би била последната пречка. Планот за уништување на Македонија на Зоран Заев за ден повеќе власт, сега Венко Филипче сака да го продолжи, со тоа што се додворува за да исполнува агенди на други земји. Од СДСМ возвраќа дека ВМРО ДПМН е хипокритична и манипулира со патриотизмот. Не може да се создаваат конфликти намерни со Бугарија, на тоа да се печалат патриотски политички поени, а во позадина да се живее и да се патува со бугарски пасош. На крај излегува дека нас од бугарите не бранат бугари. Инаку вчера министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека владата на Македонија не е подготвена за уставни измени, наведувајќи недостиг на подготвеност за диалог од страна на Бугарија. Според него земјата од секогаш била подготвена за диалог и останува отворена за соработка, но недостигот на волја за таков диалог доаѓа од соседна Бугарија, односно од една од претходните политички влади таму.